Јас навистина не можам да ве разберам. А избегнував и неколку пати во говорот укажав дека немаме потребно од вербални конфронтации и насоката да не биде конона како се направи подобро за сите граѓани. Бидејќи тука дискутираме само за таа цел. Јас барем така го доживувам. И жал ми е што ве гледам дека упорно при некои работи ги игнорирате или сакате ги заборавите. На оваа говорница го зборевме тоа. Какви ќе бидат рефлексиите и реперкусиите доколку тој иде договор вие што го стопивте како што го стопивте, со фирмата што го направи како што направи, да не се навраќаме на назад истото, дали ќе има вакви и онакви последици. И сега истите кои што ни кажува дека такво нешто никогаш нема да се случи, и ни ставе нешто во нас со кој што можеше не повлече државата надоле, сега ни велат, гледате ли, се случи она што вие го велевте. И тоа е лажно. Не е така. Јавниот долг. Еве графички мора да нацртаме тогаш. Овој делот што е овде нагло кај што се дуплира долгот е времето на СДСМ, ова малтene рамна линија е сега. Барем има обиди како тоа се стабилизира. И тоа е добро за сите нас. И конечно, не е можеби крај на светот ако ние се задолжиме. Проблемот е како се трошат парите. А овој буџет што е пред нас, со сите механизми, методологија, можеби некој ги поддржува, некој можеби не. Не е важно кога се донесени. Еве нека бидат сите од тоа време ваше. Важно е дали се практикуваат и дали носат резултати. А за тоа ќе бидеме сведоци за неколку месеци од тука. Имаме добар раст, добра тенденција, посветеност на владата, средување на институциите. Зошто да не погледнеме сите заедно во насока тие 3,8 да ги направиме 4,5. Тоа беше поентата. Ви благодарам.